Драги гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Овој пат наш соговорник е господинот Емил Јаневски, директор на Казнено-поправниот дом Прилеп, со кој што ќе поразговараме на повеќе теми поврзани со работата на оваа установа, но дел и од политиката како претседател на ООЗНАМ во Прилеп. Пред се добре дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добро ве најдов, Дарко. Добро вечер вас во студиото и добро вечер на сите следачи и гледачи на Инфокомпас. Да започнеме со нова функција која што имате, директор на КП Дом Прилеп, како што кажав. Би сакал да ве прашам со однос на тоа дека знаеме има преблокираност во сите затвори во Македонија. Дали е таква сликата и во Прилепскиот затвор? Што се случува на овој план и колку осудени лица издржуваат казната затвор во овој момент? Преблокираност има, пренатрупаност има во затворите. Информациите со кои што располагаме дека околу 2400 лица во моментов ширум затворите на нашата држава издржуваат казна затвор, а околу 2500 осудени лица чекаат на издржување на казната затвор. Прилепскиот затвор исто така препон. Капацитетот на Прилепскиот затвор е 108 легла, а во овој момент издржуваат казна затвор 144 осудени лица, од кои 124 во моментот се во затворот, 13 лица се на прекин на издржување казна и 7 се во бегство, од кои 6 лица осудени ги злоупотребиле погодностите надвор од затворот, а едно лице има направено пред неколку години класично бегство од затворот. Колку лица во овој момент, дали се знае, чекаат да ја издржат својата казна во Казнено-поправниот дом Прилеп, но не ја издржуваат поради тоа што нема место? Најдобра информација за тоа можат судовите да ви кажат. Нашите информации зборуваат дека на Битолското апелационо подрачје, бидејќи Прилепскиот затвор е затворот затворен тип, единствен на Битолско апелационо подрачје, повеќе од 100 лица чекаат на издржување на казна затвор. Треба да знаете дека во Прилепскиот затвор издржуваат казна затвор лица кои што се примарни сторители, односно за прв пат се осудени на издржување на казна затвор на повеќе од 3 години или повторници на казна затвор подолга од 1 година. Останатите лица се упатуваат на издржување на казна затвор во казнено-поправните установи од полуотворен или отворен тип. Колку казнено-поправни домови имаме во нашата држава? 12, од кои 3 се од затворен тип, тоа се Идризово, затворот во Штип и затворот во Прилеп. Дали Казнено-поправниот дом во Прилеп ги исполнува условите да биде установа од ваков тип? Со оглед на тоа дека во месец април имаше протест на затворската полиција која што посочи дека и како објект и како установа не се исполнети условите и бара негово повторно враќање во Казнено-поправна установа. Па реално Казнено-поправниот дом Прилеп дополнително треба да се направат одредени градежни действија и обука на персоналот за да ги исполни условите за казнено-поправен дом. Треба дупли периметар на зидовите кои го обиколуваат затворот и да има можност во павилјоните да се поделат лицата зависно од тоа дали се третирани како лица од В, Б или А категорија, односно дали се осуденици со третман од затворен тип, полуотворен или отворен тип, или доколку се во меѓусебен конфликт. Прилепскиот затвор во овој момент не ги исполнува тие услови. Од разговорите кои што ги имав со управата за извршување на санкции во очекување во наредниот период, во период од неколку години, Прилепскиот затвор повторно да биде КПУ, односно казнено-поправна установа, но најнапред треба да се подготви комплетниот пенитенцијарен систем, односно да се извршат одредени инвестиции во затворот во Идризово, затворот во Шутка, во Штип и во другите затвори, за да се обезбедат услови Казнено-поправниот дом Прилеп повторно да стане казнено-поправна установа. Затворската полиција тогаш се жалеше и на тоа дека дел од нив стравуваат за својот живот, односно добивале закани од осудените лица кои што издржуваат казна затвор во Прилепскиот затвор. Каква е моменталната состојба на овој план? Во овој момент нема закани никој, дисциплината е вратена во затворот, се почитува законот за извршување на санкции, правилникот за работа, куичниот ред
немаме поголеми потешкоти, и оние осудени лица, па и оние вработени, ако сакате, во затворот, кои што го прекршуваат правилникот и коичниот ред, дисциплински се санкционирани. Меѓутоа, можност за закани секогаш има, особено во овие 3 затвори кои што претходно ги напомнав, каде што издржуваат казна затвор на лица осудени на долгогодишни казни на затвор за тешки кривични дела, и заради тоа потребно е посебна обука на вработените во казнено-поправните домови, особено на затворската полиција. Во овој момент и јас сенам дека немаме доволно обучени полицајци и дека старосната граница на полицајците кои работат во казнено-поправниот дом во Прилеп е висока, над 50 години, што значи потребно е освежување. Дел од нив заминуваат од работа, дел од нив во очекување се да одат за брзо во наредниот период во пензија, што значи потребно е подмладување на составот и обука на нововработените за работа со лица кои што се осудени на долгогодишни казни затвор. Во моментов колку вработени број затворот во Прилеп? Вкупно 73 вработени, од кои 53 е затворска полиција. Повторно ви велам, со старосна граница над 50 години. Доволен број од 53 затворски полицајци? Според стандардите на Европска Унија, околу 2,5 до 3 осудени лица треба да ги раководи или да се грижи за безбедност на затворот еден полицај, што значи Прилеп ги исполнува условите европски. Проблемот не е во бројот на полицајците, проблемот е во нивната обука и во техничката опременост. Се пожалија тогаш полицајците дека немаат и доволно оружје, дека немаат униформи. Како стои ситуацијата на овој план? Па лоша е состојбата, нема ни доволен број на оружје. Вработените во затворската полиција од 2017 година воопшто немаат добиено униформи. И интенција наша е и на управата во наредната година да набавиме униформи. Дел со средства од затворот, дел тоа од опремата да набави управата за извршување на санкции. Во секој случај спремни сме да се соочиме со предизвикот и да ги подобриме условите и во затворот, но и опремата на затворската полиција. Наредната година очекуваме дека ќе добијат полицајците нови униформи и евентуално ново оружје. На почетокот на овој интервју спомнавме дека пренатрупаноста е голема во затворите, како еден од начините во овој момент да се намали таа бројка е пробацијата и условен отпуск со заштитен надзор, односно со алки, кои што би ги носеле осудените лица додека се надвор и додека се на таа пробација. Законот за извршување санкции и сега предвидува пробација. Друго е колкава е праксата на судовите ширум нашата држава да ја користат алатката условна осуда или пресуда или условен отпуст. Најчесто тоа го прави Скопскиот суд, иако мојот впечаток дека желба има. Јас имав неколку средби со председателот на Прилепскиот суд и се подобруваат состојбите, почнаа да се даваат и поголем број на условни осуди со заштитен надзор и условни отпусти, во иднина тој број на решенија на судовите очекувам да се зголеми. Пробацијата практично треба да овозможи побрза ресоциализација и реинтеграција на осудените лица во општеството, што на крајот на денот, знаете, казната затвор не треба да представува одмазда, туку треба да обезбеди ресоциализација на осудениот и вклопување во општеството после неговото издржување на казна на затвор. Ако имате осудено лице на 15 години и за неколку години му ја условите казната, а во исто време канцеларијата за пробација, која што е дел од управата за извршување на санкции во рамките на Министерството за правда, а е сместена просторно во судовите, изготви програма за негова реинтеграција, условното лице, впечатокот е и мислењето на експертите дека помали се шансите да го повтори делото, заради тоа што постои можност за отповикување на условната осуда, односно полесно ќе се реинтегрира во општеството. Ваква пракса имаат повеќе европски земји, Франција, Шведска, ако сакате, и Грција, и таква пракса веројатно и во наредниот период треба да се очекува и кај нас. Она што
е за очекување во наредниот период е да се намалат можностите за слободно толкување на судот при носење решение на кои од лицата, осудените лица, ќе им донесе решение за условен отпуст, односно се предвидува оние лица кои што од почетокот на казната почнале со процесот на ресоциализација задолжително да бидат условно отпуштени согласно програмата за реинтеграција во општеството со заштитен надзор и очекуваме дека измените во Законот за извршување на санкции ќе се случат некаде во март и април наредната година и дека тоа ќе профункционира. Во каква состојба начекавте оваа установа кога станавте нејзин директор? Па, финансиската состојба во ниеден затвор во затворскиот систем во Македонија не е добра, не е ни во Пилепскиот, долговите беа околу 7 милиони, имаше 5 милиони зачувани на буџетските сметки на казнено-поправниот дом. Имаме добра економија, имаме 19 хектари на земјоделски површини, имаме свињарска и краварска фарма и имаме една од подобрите економии од сите затвори во државата. Дисциплината беше на ниско ниво, правилниците не се почитуваа, континуирано се бориме да ја подобриме дисциплината, изрекуваме дисциплински санкции како што кажав и претходно. Се обидуваме да ги подобруваме условите и да ја вратиме дисциплината и наредниот период. Јас би кажал дел од тоа што ние сме превзели за подобрување на условите во затворот во Прилеп, бидејќи во овој момент затворот во Прилеп по трите казнено-поправни домови важи за затвор кој што нуди најдобри услови. Прво се грижиме за осудените лица, особено за нивното здравје, брзо интервенираме. Имаме амбуланта во која што работи медицински персонал, имаме доктори кои што ги ангажираме со договор за услуги, постојано медицински сестри. Доколку е потребна лекарска интервенција надвор од затворот, редовно ги спроведуваме лицата и се грижиме просто за осудените лица, но истовремено бараме и дисциплина од нивна страна. Спомнавте дека имате добра економија. Дали е планирано во иднина таа да се прошири на некаков начин и отворање и друг вид на работилници, кои што би помогнале на некој начин во стекнување на нови искуства, нови знаења на осудените лица, за нивна подобра интеграција откако ќе излезат од затворот, да се снајдат подобро и на пазарот на труд и воопшто? Започнав со подобрување на условите, само ако ми дозволите. Направивме во најголем дел од затворот термофасада, го подобривме интернетот, поставивме оптички интернет, обезбедивме телефонски говорници, бидејќи влеговме во процес на почитување на правилникот, на инсистирање на управата за извршување на санкции и ги одзедовне мобилните телефони во најголем дел од павилјоните од затворот. Меѓутоа, потребно е и работно да ги ангажираме осудените лица за да можат поресно да поминат низ процесот на ресоциализација. Направивме новитет за прв пат во затворскиот систем во Република Македонија. 9 лица во моментов излегуваат на фирма, од кои 6 излегуваат како резултат на подпишана соработка помеѓу Казнено-поправниот дом Прилеп и Конфи Ангел. Тие им обезбедуваат превоз, работно ги ангажираат, за тоа им плаќаат, а за тоа му плаќаат одреден финансиски надомести на затворот. Меѓутоа, кај казнено-поправните домови, проблемот е како работно да ги ангажирате и да почнете со ресоциализација на лицата осудени, на осудените лица со В третман или со затворен третман, кои што не можат да излегуваат надвор од зидините на затворот. Ја морам искрен да бидам, да кажам дека започнат е проект преку ЦГИ, фирма во Прилеп, која што конкурирала со проект во Европската делегација. Обврска на затворот било да се изгради работилница, работилницата е изградена, а за најдоц на еден месец од денеска треба да се донеси опрема со која што ќе се произведуваат одредени браварски производи и IT инженеринг. За очекување дека професори од Средното индустријско училиште ќе ги обучуваат осудените лица кои ќе бидат ангажирани во работилницата, затоа ќе им даваат соодветни сертификати. Тие освен што ќе се ресоциализираат, што е добро, не излегувајќи од зидовите на затворот, ќе произведуваат производи кои што Прилепскиот затвор ќе може да ги продава и со тоа да обезбеди одредена финансиски добиток за затворот,
одредена финансиска добивка за затворот, бидејќи импресиите и впечатоците во овие неколку месеци се дека затворите во Македонија воопшто не придонесуваат или не вадат сами пари, немаат никаква самоодржливост, чекаат исклучиво од буџетот на државата, а Македонија не е претерано богата држава или ајде е средно развиена или сиромашна држава. Да речеме затворите во Хрватска од искуствата што директорот Пандов ги сподели со нас е дека скоро сите затвори се финансиски самоодржливи. Со тоа што ние ќе обезбедиме работилница од која ќе произведуваме производи и ќе ги пласираме на пазарот, за што сме спремни да консултираме економски експерти, ќе подобриме финансиската состојба и ќе се обидеме колку може да видиме финансиски самоодржливи. Тоа според законот во овој момент е можно или потребни се законски измени? Не се потребни законски измени, апсолутно е можно. Дополнително треба да проучиме на кој начин ќе излеземе за пазарот, за да не создадеме нелојална конкуренција, бидејќи за очекување дека производите од затворот ќе бидат поевтини, со оглед на тоа што ние практично имаме бесплатна работна сила, која во суштина не е бесплатна. Државата троши помеѓу 10 и 15 илјади евра за секој осудено лице, за негово сместување, за негова исхрана, за струја, за вода, за потребите на осудените лица во затворот, меѓутоа, доколку ги ангажирате работно, средствата што за нив ги трошите и без, и ако ги ангажирате работно. Ако ги ангажирате работно, само добивате додадена вредност и можете со поевтин производ да излезете на пазарот. Дополнително треба да проучиме како да не го повредиме законот, а да бидеме конкурентни во македонскиот пазар со производите што таа работилница ќе ги произведува. Би сакал да ве прашам неколку прашања во врска со политиката. Претседател на општинската организација на Знам во Прилеп, последен пат бевте пред изборите, сега сте дел од коалицијата во Македонија што е на власт. Како се одвиваат на овој план работите за Знам на локално ниво тука во Прилеп? Па добро би било да кажам и на државно ниво. И на државно нормално, но прилепчани повеќе не интересира тука. Па на државно ниво искрено ние бараме ресори кои што се тешки за работа, бидејќи ние не бегаме од одговорност и не сме желни за функции, туку ресори кои што значат предизвик. Ние имаме Министерството за правда, знаеме колкав е рейтингот на правосудниот систем во нашата држава и Министерството за јавна администрација кое што е ново и буквално почнува од нула. Што се однесува за соработката што имаме со нашиот коалиционен партнер ВМРО ДПМН во моментов, рано е да кажеме. Почетоците се добри, очекувањата се уште поголеми, се надевам дека детските болести брзо ќе ги прележиме и дека соработката ќе ја продлабочиме и ќе биде подобра за обостран интерес и на градот, ако сакате и на Република Македонија, бидејќи улогата во крајна линија на Знаме да обезбеди стабилност на владата и спречување на еден вид на дуизација, односно наметнување на моноетнички партии да ги оценуваат останатите партии во парламентот околу стабилноста на владата со исклучиво етнички прашања, при што лукративните интереси се секогаш во прв план. Знам тоа треба да го овозможи и мислам дека досега Знам добро ја одработува или ја игра добро својата улога во рамките на владата, ако сакате, па и во општина Прилеп, каде што па етничката припадност не е иста како во државата, или Прилеп е најчист или еден од почистите етнички градови македонски. Дали досега имало некакви притисоци на централно ниво во владината коалиција, па за да се употреби улогата на баланс, не знам? Па, знаете, во теоријата има и одвраќање од евентуалните обиди за уцени. Ја немам информации дека има такви уцени, меѓутоа, таквите уцени јасно им е на сите дека нема да поминат, бидејќи во ниту еден момент нема да дојде до некаква клацкалица заради која би паднала владата заради непринципиелни уцени. Знаете, владата треба да ги заштити правата на сите етнички заедници во државата. Секој граѓанин треба да се почувствува рамноправен, да важи за него и правдата, но и можноста да ги користи државните ресурси. Меѓутоа, истовремено, секој граѓанин во оваа држава има и обврски.
Нема право никој да не оди на работа, а да зема плата на штета или на грбот на останатите граѓани во државата. Јас не очекувам... Имавме цели министерства до сега такви. Па имаме цели министерства и тоа повеќе нема да се случува. Нема да се случува ни вработување по етнички клуч на лица кои што воопшто не се соодветни за работните места за кои што тие вработувања се предвидени. Сметам дека дојде едно време во кое што квалитетот, потенцијалот, човечкиот ресурс треба да биде битен повеќе отколку етничката припадност. На крајот на краиштата, ние живееме во иста држава и припаѓаме на македонската нација и ние треба да дадеме придонес за оваа држава подеднакво исто сите. Ако очекуваме да ги уживаме правата како граѓани, треба да имаме и одредени врски. Колку како општество сме подготвени баш за овој граѓански концепт, доколку е потребен лекар да не се бира по национална основа, него по својата стручност? Мислам дека е неопходно тоа да се случи. Гледате, во минатиот период, секој друг концепт се покажа повеќе или помалку неуспешен. Младите заминуваат, се одлеваат од државата. Првенствено се незадоволни од лошото функционирање на институциите, немање на правда. Вие треба да чекате со денови за да си завршите одредена работа, без оглед дали сте македонец, албанец, ром, турчин или бошњак, по институциите со денови. Не функционира правната држава. Вие имавте ситуации во кои што повластени беа политичките елити или за политичките елити не важеа законите, па ретко можеше да се слушни дека одреден политичар завршил во затвор заради злоупотребите кои што ги правел за време на извршување на одредена јавна функција. Мислам дека сето тоа ќе се промени, дека казнивост мора да постои и дека ќе се подобрат условите за живење во нашата држава, а со тоа ќе се овозможи на младите да останат, да живеат, да творат, да создаваат семејство во Македонија. Една оценка ваша, имаме овие денови преземени одредени акции врз за сузбивање на одредени криминални групи во Македонија. Како ги оценувате? Па ги поддржувам сите акции за сузбивање на организирани криминални групи. И сметам дека треба да бидат зачестени, сметам дека треба да се обезбеди мир, стабилност, безбедност, да се отстранат сите ризици и по националната, и по безбедност на државата, и по индивидуалната безбедност на секој граѓанин, и имаат поддршка и од политичката партија, знам, и моја лична поддршка, ако сакате. Слушнам дека има криминална група која што практично има закопано оружје да војува со една држава, дека имаат извршено повеќе од 8 убиства кои што до сега се нереализирани и тие представуваат закана, реална закана, ако сакате и според НАТО стандардите и по националната безбедност на една држава, не само по безбедноста на секој граѓанин поединечно. Пред неколку денови доставивте национална платформа за македонско национално единство и дефинирање на македонските национални црвени линии до вашиот коалиционен партнер. Што очекувате дека ќе се случи? Ќе го прифати ли ВМРО-ДПМН? Ќе ја прифати ли оваа национална платформа? Таа национална платформа има 9 точки, иначе генерално изградена е на вредностите и на постулатите на илинденците и јасномците, оние кои што реално ја создале оваа современа македонска држава во која денес ние живееме. Со таа национална платформа треба да се постават црвените линии за одбрана и зачувување на македонскиот суверенитет, територијален интегритет, на националните символи, што значи знамето, химната и грбот на државата. Таа национална платформа практично предвидува и заштита на македонските граѓани или малцинствата наши кои што живеат надвор од границите на нашата држава и првенствено заштита на националните, на идентитетските атрибути, најбитните, тоа се македонскиот јазик, македонската култура, историја, обичаите, традициите. И очекувам да биде прифатена не само од ВМРО-ДПМН, таа платформа ќе биде понудена до сите политички партии, и до ВЛЕН, и до Левица, и до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, при што отворени сме за сугестии за подобрување на содржината на таа платформа и не очекувам дека платформата треба да биде одбиена од било кој политички субјект во нашата држава. Дали оваа платформа е и црвената линија, не знам, со која што нема да има пазарење?
Апсолутно. Повторувам, секоја сугестија за подобрување на содржината, спремни сме да ја прифатиме. Таа национална платформа исто така обезбедува заштита на правата и на сите етнички заедници кои што живеат во нашата држава, но се дел од македонската нација. Ние многу често се расфрламе со термините, но не им објаснуваме на граѓаните која е разликата помеѓу нација и етничка припадност. Според најприфатениот француски тип на нација, како партие или држава, татковина подразбира дека сите граѓани кои што живеат на територијата, која што е ограничена, се повинуваат на законите, на легислативата законска на таа држава, одат во војска, се образуваат, плаќаат даноци во таа држава и припаѓаат на француската нација, без оглед на нивната боја на кожа, етничка, политичка припадност, верска припадност и така натаму. И тој концепт е најзастапен, најприфатен, ако сакате, и американската нација е формирана на тој концепт. Етнос па представува нешто друго. Тоа представува народ кој што има заедничка традиција, историја, обичаи и така натаму. Оваа платформа треба да обезбеди национално единство. Значи, единство на сите политички партии, сите политички чинители, без оглед на нивната припадност по вера, по етнос и така натаму. Не гледам причина од било кој политички субјект да биде отфрлена, од каприц или заради дневно политички цели, особено ако знам остава можност за интервенција во содржината на националната платформа, се разбира не за уназадување на правата на етничките групи кои што живеат во нашата држава, меѓутоа не и на штета на македонските национални и државни интереси. Подобрување на содржината во секој случај и подготвени сме да разговараме и да дебатираме со сите политички субјекти во нашата држава во таа насока. Јаве за крај 2024 година одминува, 2025 доаѓа наскоро, повторно нова изборна година. На локален план ќе избираме градоначалници. Дали веќе знам размислува како би настапила? Па се уште размислува. Во размислување дали ќе настапи сама на изборите или во коалиција со други политички партии. Во секој случај, како демократска партија, одлуките знам ќе ги донеси во рамките на органите на партијата, во рамките на Централниот одбор, на Извршниот одбор, после сеопфатни анализи и широки дебати, секако знам навремено ќе ги извести граѓаните за настапот на едните локални избори. Ви благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Ви благодарам и вас. Се чувствував навистина удобно и се надевам и на поднатамошна соработка, Дарко. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Емил Јаневски, директор на КПД Затвор Прилеп. Ние со нови информации се гледаме во наредното издание на Инфорегион.